Добро вечер и добро ни дојдовте. Може би се прашувате како децата знаат да ја потикнат свеста. Често несвесно би рекле, но со чисто срце. Знаат да ги придвижат нештата, да влезат во туѓите животи, да помогнат и да го направат светот поубав. Токму за големината на малите деца и нивната сила зборуваме вечерва во емисијата Туно. Ќе ги покана моите први гости, тука се Спаско и Стефанија Јанчеви. Добро вечер и добро ни дојдовте. Здраво, прекрасно, добро ни дојде. Повелете, добро вечер и за вас, тато. Добро вечер. Повелете. Овде сте ни нагости, како што делумно од најавата можевме да начуеме за големината на малите деца. Значи, тато вечер е малку во втор план. Големината на ова прекрасно мало дете е овде, Стефанија. Стефанија направи еден убав потек што малкумина од децата можеби го прават на таа возраст или едноставно тие со нивното чисто срце знаат да не потсетат нас повозрасните колку забораваме да бидеме хумани и луѓе и да помогнеме. Така беше примерот во вашето семејство. Стефанија потикна една убава голема акција се со цел некому да помогне. Вие не знаевте зашто се работи, имало велите период од онаа приказна која јас само малку ја разбрав, а сакам вечерва да ја споделиме заради повторно ќе речам незината големина, дека со Стефанија нешто малку поинаку и чудно се случува. Што беше впрочем тоа? Па како и секој ден, после работните обврски, јас одмарав, а Стефанија во незината соба слушнав како плаче. Отидов до незината соба и ја прашав во што е причината, да ми објасни. Она настојуваше да го избегне одговорот. Меѓутоа, на крај собра сили и ми објасни дека во соседното оделение имало некое детенце кое другарчињата го избегнувале затоа што било посиромашно и детето немало доволно храна. И Стефанија сакаше тука многу да помогне. Нормално, јас кога го слушнав тоа, а знаејќи ја мојата ќерка Стефанија, колку е емотивна, и се обидов и јас да помогнам на Иван и на неговото семејство Костадиновски, кои се 7 деца, татко и мајка, односно 9 членов семејство. Вие не знаевте за кого станува збор? Апсолутно не. Стефанија... Како ја дознавте приказната за кого се работи? Стефанија, како и секое детенце, добиваше храна за на училиште, меѓутоа во деновите зимаше по 2 тоста, 2 смоки и така, а се со цел да на детето му помогне, а јас за тоа не знаев и ја прашував. Се извинувам, вака поттикнуваат емоции овие работи. Да. Си носеше тајно во училиште? Храна? Па не, наставничката не дозволуваше да носиме, затоа. Ама ти си земаше повеќе за твоето другарче? Да. Значи 2. Вие прашувавте, се интересиравте зашто е повеќе храна? Па јас од првин прашав зашто е толку храна. Знаејќи дека и дома имаме доволно храна. И дека не јаде толку многу. Меѓутоа она се мислеше дека ќе биде казнета за тоа. А јас кога разбрав зашто е, сосема доби поинаков контекст работа. Сето тоа. Да. Што правеше со храната, ја поделуваше со твоето другарче? Да. Тоа е едно од децата на семејството Костадиновски. 8 имаш рече годинки или? 8, да. 8. Тоа е другарче на твоја возраст? Да. Од соседното оделение. Што ти пречеше? Што примети што е кај тебе потикна тоа да носиш и тајно храна? Што те повреди кога гледаше во односот на другите деца кон вашето другарче? Па мене ме повреди тоа што децата го избегнува Иван. Еднаков е како сите вас, а тие го избегнуваат. Да. И ти си рече моја е да помогнам. Да. Дома те учат да бидеш од помош, да бидеш хумана со големо срце? Да. Што се случуваше потоа? Ја делеше храната еве со Иван? Да, и До оној момент кога и тато не разбра, што правиш?
И што се случи потоа? Си доаѓаше ли дома, си размислуваше како може би повеќе да им помогнеш на тие луѓе? Да. И на Иван конкретно? Си мислеше што да направам следно? Да. Си мисля дека можеме да ја помогнеме, дека... Го кажуваше тоа на другарчињата? Да. Го делеше тоа како мисла? Дајте да му помогнеме на Иван? Да, и ми реков... заедно да им помогнеме на Семејството? На семејството, да. Те разбра? Да, Прифатија? да. Им беше идејата убава кога слушнаа што сакате да направите? Да, и ми рекоа, добро Стефи, потоа размисли и они, и потоа другиот ден и они му дадоа нешто така и они земаа дома храна, мислам. И така. Кога ви дојде со идеја дека сака повеќе да помогне, од кога веќе ви се довери, нели? Така. Стефанија, вие претпоставувам во дел од вас како родител бевте горди што вашето дете гаи такви чувства и знае таков да изгради однос кон некого. Претпоставувам дека горди на тоа дека сте на прав пат, нели воспитувате и раснете еден млад човек. Да. Кај вас што се разбуди како еве од родителски аспект? Како чувство, емоција во тој момент? Па нормално и јас сакав да се вклучам во помошта на семејството Костадиновски. Со моите колеги им ја раскажав случката, ситуацијата, а верувам такви има и многу други во Република Македонија. И одлучивме да им помогнеме со донација во храна и облека и мислам дека семејството Костадиновски беше среќно што тоа се случи токму кај нив. Таа донација заврши во нивниот дом. Сметате дека и сами рековте, знаеме сите дека ги има навистина по број повеќе од токму овие луѓе на кои им треба помош, но само донациите и не се од секогаш. Па донациите мислам се нешто што е моментално и мислам дека институциите треба малце посериозно да размислат за оваа ранлива категорија, односно за децата, да најдат решение каде долгорочно би се помогнало на оваквите семејства. Вие имате колку деца се, две, колку што? Јас имам, да, 2 деца. Како ви се чини, односно каков е тој родителски момент кога гледате дека вие сепак нели во одредена мерка им приуштувате на вашите деца едно што се вели топол дом, храна, обезбедено се да имаат едно убаво мирно детство, кога не мора за парче леп што се вели да бидат скусени ниту во училиште, ниту никаде, од друга страна се соочувате со вакви ситуации. Па Се да не заборавиме дека децата се нашето најголемо богатство и дека секој сака на своето дете да му овозможи што повеќе, меѓутоа треба да размислиме и на децата кои нема доволно такви можности за да бидат на исто ниво како Лесно ли нашите беше да деца. се организираат вашите колеги конкретно или можеби луѓето кога имате ли впечаток дека лесно се покриваат кога акциите се во прашање? Во овој случај со моите колеги никој пат немало проблем да им помогнеме на ваквите семејства и секој пат акциите од наша страна се покренати со голем потик и сакаме секаде каде што можеме во рамките на нашите можности да помогнеме на секое семејство. Останувате во контакт потоа Да, со семејството? секако, да. Јас Костадиновски? сме веќе големи пријатели, често пати одиме кај нив, ги посетуваме и нормално колку можеме помага. Стефанија, беше ли горда на ова што ти беше таа прва, можеби, и главна што одлучи некако да ги собереш сите и со заеднички сили да помогнете на семејството Костадиновски? Мене прво ми беше тешко да им го опишам тоа и затоа Во себе си чуваш и само сама се обидуваше да помогнеш. Какви филмови сакаш да гледаш? Од каде кај тебе толку големи емоции во толку мал човек?
Чувствителна си многу по природа? Да. Кои работи те погодуваат вака многу? Кога гледаш можеби на филм или кога слушаш некоја песна, некоја музика? Ама тоа што ќе го видам на живо ми е. Најмногу тоа те погодува. Да. Те погодуваат таквите неправди кога некој има повеќе, некој помалку? Да, кога има некој најмалку, јас би им дала. Би му дала се што можеш Да. да дадеш. Во каков вака си размислуваш правец би тогаш би работела во животот? Што сакаш да бидеш? Кога ќе пораснам, јас сакам да бидам мис на светот. Леле, те молам и да бидеш убава си, добра си и си за помош на сите. Сакам да бидам мис на светот и на целиот свет да помагам на тие што немаат доволно За храна, за облека, за живот. Да. Знам дека веќе си модел, нели Стефанија, така разбрав дека веќе ги има своите први чекори како модел. Да. Го сакаш тоа да го работиш? Ти се Најмногу. допаѓа тоа внимание Да. кое го добиваш? Вежбаш да го предогледала? Одење, како манекенка што се вели? Не, никогаш. Ако вежбам, ќе сгрешам. Имаш... Нека ти доаѓа за само од тебе. Имате момче или девојче, помало или поголемо, само тоа не знам? Имаме, значи, Михел е 3,5 години, а Стефанија 8 години. Така, Помало братче има Стефанија. Помало братче. Се грижиш? Да. Ништо да не му недостасува. Стефанија, што друго сакаш да правиш ти во твоето слободно време? Се дружите со Иван Да. и со другите деца и што правите најчесто? Најчесто правим му покажувам тоа. И кога нешто ќе му потреба да му дам, значи пример Знаат ли децата да бидат малку лоши, ако можам така да се изразам, или сурови, кога ете имаат во близина некој кој што можеби има помалку од нив? Си забележала нешто такво кај другите деца? Па другите деца не се толку. Не ќе многу да помагаат. Не знам зашто. Па ние ќе ги скараме и ќе им кажеме малку повеќе да си го отворат срцето, како што тоа ти го правиш. И малку да гледаат поинаку, со многу повеќе љубов и да помогнат секогаш кога може да помогнат, бидејќи никој не знае кога во животот може да му притреба помош. Многу ви благодарам за топлата приказна, што ја отворивте вечерва на почетокот од оваа емисија. Јас верувам дека токму овие акции и ваквите акции ќе ни ги стоплат срцата и ќе ни ги отворат искрено и дека нема да бидете еден од ретките примери како семејство кое по примерот на вашиот најмлад член се обидело да одговори на токму ваков предизвик и да бидеме посвесни за сето она околу што ни се случува. Во некоја следна акција еве ќе се понудиме онаму каде што можеме и ние во нашата, може да ви помогнеме, слободно без задршка да ни се обратите. А за тебе ќе гласаме кога ќе дојде време да бидеш мис на светот и ќе навиваме за тебе и ќе бидеме горди што си од Македонија. Ви благодарам многу за вечерашното Ви гостување. благодарам и на вас. Децата се нашето најголемо богатство и сите сакаме да ги имаме што повеќе. Но голема е болката и тешко е секојдневието кога немате да си го прехраните вашето многобројно семејство и се очувате токму со тој момент секојдневно. За голготата која минува и семејството Лазаревски, кој се наброи 9 члена, 7 деца од прво лице со мајката Лилјана Лазаревска. Добро вечер. Добро ми дојдете. Повелете. Вечера во емисијата Лилјан зборуваме на оваа тема. Имавме уште едно многодетно семејство или семејство кое се соочува токму со ваква животна приказна, да не знае што велиме, нели, утрото што ни носи и како ќе го минете денот со децата. Пред се зборуваме за оние основни потреби или храната и сето она што секојдневието сите сакаме да го имаме во секојдневието. Вие сте наброи 109 члена, Да. 7 деца. Да. Вие и сопругот. Да. Живеете во, би рекла јас, никакви услови. Ќе имаат можност гледачите да видат какви се вашите услови. Кога децата се насмеани, весели и при тоа си имаат едни со други. Ајде да одиме од почетокот. Вие релативно млада сте останати мајка. Сте родиле поточно, сте станале мајка. Да, на 16 години ја родив најголемата сега што има 20 години. Плюс имам и едно внуче од низе. Веќе сте и баба. Веќе и баба, да. Година и пол има малото. Така да многу сум пресреќна со внучето. А другиот услов, Како минуваа годините, ете, сте останале навистина млада. да, Бремени и сте родиле дете. да. Потоа брзо доаѓа останатите деца или колкава разлика се? Па вака, најголемата ми е 20,
сега моментално, 20 години, па 17 години, па 15 години, па 14, па 10, па 7, па 3. Навистина убава бројка на деца. Да. Некои ќе речат и многу бројно семејство. Вие од секогаш ли бевте во вакви услови или живеевте во овие услови? Се боревте со немаштијата? Да, од почетокот. А децата доаѓаа? Децата доаѓаа, да. Каква ви беше одлуката? Одлучувавте да имате се уште деца и да имате уште, иако се соочувавте со навистина тешко секојдневие? Ова беше све, како да ви кажам, неиспланирани. Пошто, пример сега тоа што ќе се деси, не можам да објаснам сега, тоест, мислам, не знам како да кажам, се десило што се десило, немав заштита, немав могучи финансии, не бев за да Се заштитите да од се несакани заштитам, бременности? да. Добро. И така да секоја Децата година, си секоја доаѓа. година децата си доаѓа еден по друг. Навистина е богатство да си има деца, но како ви е секојдневието со овие услови? Само јас знам и сопругот. Ја мислам не пожелувам никој да е моја душа како што мене ме гори. Секој си бара свое, големеве, еве го средниот, 3-та година, секој си бара свое, значи исто така и прва година што ми е девојчето и она мамо вика сите имаат вакво, имаат патики, имаат кондори, све секој ден се пременуваат, секој ден се соблекуваат. Значи ново све облекуваат, мамо вика јас све идам во едно исто. Значи викам нема могуćност викам да ти пружам. Значи доволно ти тоа викам што го имаш. Никогаш не бевте вработели со сопругот? Не. Во редовен работен однос? Не. Како преживувате практично? Па да ви кажам правилно, збираме некои травки, мислам трави собираме, алкалоид ги носиме за летно време зборам. Травки собираме, носиме алкалоид. Па некои работи други ќе собереме, ќе однесеме и така сме се прехранувале цело време. Пред може година дена земавме социјална помош, ама сопругот не отиде редовно да се пријави во социјално и ние укинеа така социјалната помош. И сега подадов пак нови документи, само лично јас со моите деца, да се води на мене социјалното, па да видиме дали ќе се оствари таа желба. Децата се во училиште, велите средно, основно и така Да. натаму. Вие живеете во Орешани? Во село Орешани, да. Патуваат секојдневно? Секојдневно. Што значи да се живее во исчекување на што следниот ден, кога вие зборуваме повторно ќе речем за основни потреби или прехранувањето, ќе го споменеме? Сабајлето, кога ќе станат децата, си барат секој свое. Значи, мамо вика, дај ми 20 денари, таа третата линија што ми е 10 годинки што има, мамо дај ми 20 денари, вика, за у школа. Без 20 денари, значи немаш теоретски шанси она да отиде у школа. Така да прво деление е таа што ми е, вика, мамо, дај ми име на мене, не за сега љубоморат една со друга, пошто едната не ми патува, едната во Орешани учи, а другата учи во Зеленикова. Прво деление е таа помалата што ми е во Зеленикова учи. И така да една со друга, знаеш, си гледаат се, ако не идам на незе, па на незе немам, или ким ги одвојам преме на незе 10 денари, на незе 10 денари, знаеш, да им дадам барем нешто да купат, пошто немам могуćности стварно за да ги хранам. Живеете од донации, практично? Од донации. Кога храната е во прашање? Да. Пред месец и пол, може месец или месец и пол, многу ќе бидам заблагодарна на Лила Филиповска. Многу ми помогнаа. Значи Лила Филиповска, Тања, незината колешка, пријателка. Лидија од Орифлейм исто така, и она многу ми донесе. Значи не можам стварно да се онодам. Од име, како се викаше тоа, не знам. Претпоставам ќе се препознае кој е, што се заблагодарувате од име. Да, не знам тоа како се викаше таа фирма и на него многу сум му заблагодарена. И они ми рекоа дека после изборите ќе ми најдат работа, дека ќе ми да работам, да, лично за мене, дека јас да работам, да можам децава да ги онадам, малиот ќе го однесам во градинка. Кој степен на образование вие го имате? Основно. Децата ги потикнувате да учат
да се надградуваат, да одат во училиште, на што ги учите децата кога веќе се соочувате со ваква животна голгота и ваква борба во секојдневието? Децата, ја нон-стоп им зборам. Кога немаат пример, кога немаат могуćност, викам за некои финанси зборам. Ако нема могуćност да им дадам, големата, мислам таа трета делина и прва делина што се една со друга ќе се гледат, ќе ми рече мамо ја не идам у школа. Немам пари и стварно ја разбирам, значи не се храни. Децата се хранат сите у школа и она гледа и ќе дојде или ќе отиде ке чистачката ќе побара или нема моментално и знаеш како ми е тоа, значи учителката ќе ми се јави или вика почнуваат расправи, малата не ќе иде у школа, бега од часови. Каже ми вика што да правиме. Значи гледа сите деца јадат, вика она моментално нема, а нас не е криво. И бега од школа, не ќе да седи на час. Одморот чим дојде 9-9:30, она бега од часови. Во какви услови живеете пак во домот? Во домот имаме една соба, во една соба сум, ама плюс имаме една доградена. Во една соба сум, таа соба е ќе дојдете, ќе видите, ќе Тука се сите деца на сите деца се. Значи 4 дечиња ми спијат на едниот кревет, тие помалите што се 4 во еден ист во кревет. еден ист кревет. 4 дечиња, во другиот кревет спијат уште 2 и ја и сопругот на третиот кревет. Го проколнувате ли некога животот, Лилјана? Кој ќе ми дојде више све преку глава, викам, аман, викам, мајко, кај си ме родила, кај си ме запустила, викам, налети живот и све. Што се обидувате или како се обидувате некако покрај тоа што помошта доаѓа несомнено од добрите луѓе, оние кои ве познаваат, оние кои ќе слушнат и наслушнат некако за вас? На кој начин сте се обидували низ годиниве да еве можеби имате поубав живот посреден за вас и вашите деца? Ја би била на сите благодарна, тие што ме гледаат, што ќе ме слушаат. Мене единствено ми е за да ми се најде мене само работа. Значи донација се како донација. Не се живее од донација Не секако. се живее од донација. Значи работа си е работа. Значи друго е кој ќе имаш своја работа, кој ќе си вадиш своје парче леп на твоето дете кој ќе му најдеш, значи со милост ќе му го даеш значи на твоето дете, а друго е да дочекам јас пример некој да ми донесе храна и да му речам да се радува на туѓо. Значи померак ми е, значи да ми се радува на Секако. своето, него на туѓото. Значи Секојдневието на децата како минува? Што прават покрај тоа што одат во училиште? ќе дојдат у школа, ќе дојдат, мамо, има ли нешто за јадење? Тоа им е прво, значи, од врата влагање, добар ден, ќе кажат и мамо, има ли нешто за јадење? Ако имам нешто сготвено, ќе им дадам, ќе им понудам и више готова не ги гледам. Вечерта околу 6-7 сат ќе дојдат, 6-7 сат тоа време се прибираат дома, ќе си дојдат, ќе си напишат домашно, ако имаат нешто, ако онодат, ќе се исмијат, ќе се средат и у кревет. Легнуваат. Колку оброци имате на ден? Како? Колку оброци имаат децата на ден? Колку пати јадат? Понекогаш, еднаш, зависи, кога како имаме. Мака вие кога ќе дојдат и побараат, а едноставно се нема, ве разбираат? Разбираат. Кој ќе речам, значи нема и ти така крајно останува. Ќе си седне на кревет, ќе земе книгата, ќе чита нешто и да не знае да чита, ќе земе нешто, ќе гледа во книгата и значи нема, значи крај. Диде пример да побара од некој нема шанси. Значи нема, кој ќе кажам или Тамара и Марија, тие ми се помалецки. Тамара нема, Марија нема, значи крај. Седнуваме на кревет и крај. И тоа е. Така останува. Ви враќаат со убаво воспитување, со тоа што се добри деца или прават можеби проблеми? Сте се сочувале со такви ситуации? Марија малце проблематична ми е. Значи, кој ќе речам ништо пример сега на незе не може тоа или нешто она знаеш малце Избувлива? Поизбувлива, да. Помалце ќе се оноди, а мала подругава не. Значи, кој ќе речам Тамара нема или остави, значи тоа останува. Малце Марија ми е проблематична. Знаат децата да направат некогаш притисок, бидејќи се обично искрени кога се деца, нели? Кога се помали и кога ќе поставуваат одредени прашања кои можат и до срце претоставам да ве заболат, од типот зашто ние немаме како другите или зашто толку сме на броја. Тоа нонстоп е на Марија, тој Сте збора. нараѓале, а еве немаме и така натаму. И на големите исто е така. Кој ќе речат, ама мамо, што си ме родила, вика тогаш да патам. Кој ќе ми го рече тоа, ја мислам дека срцево ќе ми го откине. Или кој ќе ми рече, мамо, дај ми пример, сега он е возрасен е, големи се они.
И кој ќе им рече, мамо, дај ми едно 100-200 у джеп, кој ќе им речем, немам, и онака, знаеш, кога ги Излегуваат, дрско. големите сакаат да излезат веќе повозрасните, овие што Да. се средно училиште, претпоставам Да. сакаат да се дружат Да. со генерација. А во тие години знаеме дека децата и излегувањата чини да бидат подготвени и така натаму. Да. Ама големата, мислам, среднава, што ми е прва година сега, неќе. Мама вика, мене ми е страм, вика, да искачам, вика, јас со друштво. Кој ќе ги видам како се облечени, вика, како се дотерани, како искачам јас со нив, мене ми е страм, вика тоа. И ке се затвори у соба и готово. Во тие моменти, Не искачам. кои совети ги делите? На што ги посочувате деца, а посебно еве тие што се малку повозрасните, кога треба да им бидете и од помош по прашање на големата. пред се можеби нели совети кога се нема Да. финансии, кога се соочувате со сето тоа во секојдневието. Таа големата ќе се седне вака до мене и ќе се умилкува, како мачиња на мали, ќе се умилкува и ќе ми вика, мамо, па вика, ќе бидеме не па и ние некогаш богати. И ја викам, ќе бидеме, бе, мама, зашто да не? Да најдеме недека работа, викам, учи и ти, гледаш како, викам, јас патам, учи, викам, ти, викам, да видиш дека ти, викам, ќе бидеш богата. Тогаш ќе ми даваш, викам, и на мене, јас да имам. И она ќе се насмее, така некако ќе ја смилувам, ќе ја сонодам и ќе почне, знаеш, весело да се смее. А не че дурне се, доближам до незе, дурне ја гушнам, дурне ја онедам, некако одвратно вака ме гледа. Се сакаат децата меѓу себе, претпоставам убава е таа топла слика и покрај немаштијата. Да, се сакаат се бранат едни со други. Вака кога ќе си ги Се видите бранат. на број и покрај тоа што некои велат нели од друга страна пак можеби луѓето кои ја немаат немаштијата толку многу осетено. Тоа ми И ќе беше речат мило. зошто толку деца на број кога се нема и така Да, натаму. тоа ми беше мило кога пред 3-4 дена, знаеш, девојчето за постарата збора ми дојде со внуката, со малата, и гледам сите од денешка ми се собра у куп, сите деца. И само застана вака на страна, од нив не ги оставив таму у собата на креветот, кој си делат, што си делат, немам појма што правеа, мојабет, големи си прават мојабет. И само јас вака се тргнав на страна и му викам на сопругот, леле, викам, глеј ги, викам, зар ова се моје цело семејство? Значи, само толку сум се зачудила. Мислам дека нешто ми падна од срцето, мислам. Кога ги видам сите заедно. Кој ми рече, мамо, вика, ќе преноќувам тука. Не можам се, тоа е моје дете, ја не можам да му речам, не може да преноќуваш тука. Или оди си. И нема тоа шанса. Колку се има толку, колку Да. е место толку Значи, е. колку е место, ако треба доле ќе преноќам една За вечер, мајка важно- сите се во Да. срцето има место. Важно. И викам на сопругот, викам, не, тука, викам, ќе спијат. И она ќе спие, викам, тука и внучето. Мило ми е мене, викам, некојаш да спие. Сега колку имам, толку. Живеете во хармонија со сопругот, бидејќи немаштијата знаеме дека може би една од најголемите причини кога брачните партнери нели имаат често расправи, па не дај Боже доаѓа во ситуации кога и семени насилства се случуваат и така натаму. Но вака слушајќи ви од она што можев вака да го видам дека имате убава хармонија на крајот на краиштата. Добро, не можам да кажам, не можам да се пак пожалам. речам да. Не можам да се пожалам, стварно. Трча се мучи и он, колку што јас се мучи и он. Колку што снаоѓам, јас наоѓа и он. Значи се бориме за тие деца. Колку можеме, значи да постигнеме, постигаме. Каква би сакале да им биде иднината на децата? Јас им викам на најголемата, викам, леле мајко, викам, само не дај Боже, викам, да ти е истата судбина како мене. Значи не ти пожелувам, викам, да бидеш иста како мене. Како јас што патам, така и ти да патиш. Што би сакале децата во животот да одберат како пат, како ете избор можеби на професија? Си замислувате, си размислувате, си посакувате? Не. За тоа да ти кажам правилно, немам ни време. Од оваа немаштија немам ни време да размислам нешто за иднината на децата. Значи немам време. Што би сакале еве вака од животот? Велиме од донации на вистина, не се живее. Не. Што би сакале за, ете, можеби како некој вид на помош, условно речено, за да се излезе од овој тунел во кој вие живеете години и години, за да 20 едноставно ви години. се... 20 години живеам во оваа немаштија. Кои мислите дека се оние први можеби точки кои ви го направиле далеку полесен животот, пред се за децата зборуваме, нели, со тоа и на вас, бидејќи тие ви се најголемата грижа? Кој прво сакам работа мене да ми се најде, за да можам децава да ги згрижам. Сте аплицирале досега за вработување и така натаму? Не. Не сте барале вработување? Барав работа, ви викам баш разговарав со Лила Филиповска за таа иста работа, за да може некаде да ми се најде работа. Викам било што, значи не одбирам, нема да бидам јас сега, викам у студио или било у што, викам да бидам некоја главна.
Викам нема проблем, викам што значи да ми најдеш, викам значи нема проблем, значи се би работела. Така вчера нешто се изнервирав, отидов ке внуката, ке Золва ми бев и вика Војно, вика дојди малце нешто да ти кажам. Викам кажи ми Војно. Вика имаш ке Лила Филиповска, вика некои коментари. Ја викам Лила Филиповска мене ми пуштила коментари. Не бе Војно, вика ти не ме разбираш, вика не Лила Филиповска, вика туку на Лила Филиповска Напредната Фејсбукот. технологија Фејсбук. Фејсбукот. Што е, викам, тој проблем, викам, а не? Вика, дојде, вика, Војно да видиш. Ја идам, што да видам, вика мајка, пишува на тоа Фејсбукот, доле пишува, мајка, вика, како сте родиле, вика, 7 деца, вика, не, како беше, така нешто. Сте родиле, вика, 7 деца, вика, немате, вика, од каде да ги раните. Вашето размислување кога тоа не се само тие, претпоставувам, кои што ја напишале Имаше доста на коментари. Фејсбук, но може би луѓето од страна во вакви ситуации нешто те ги доживуваат на тој начин. И на почетокот нели го почнавме дел од разговорот на оваа тема и изборувавме. Како вие тоа го доживувате? Како може би да го објасните на тие луѓе тоа? Имате објаснување кога тоа ќе ви го кажат, зошто толку деца на број кога и од почетокот не сте биле во Јас така на една особа, не можам да именувам се на што, како, знаеш. Немаме ни потреба. Не една особа така имам речено, вика, Лиле, вика, вика, направи 7 деца, вика, кој ќе ти ги рани? Викам, слушај, викам, ни од тебе барам, ни од сопругот твој барам, ни од било кој барам. Значи, јас сум ги створила тие деца со мојот сопруг, значи јас ќе си ги ранам тие деца. Значи, нема потреба ти да мислиш за моите деца дали имаат или немаат. Ти ако сакаш од твоја желба, значи да ми помогнеш на мене, а не ти да мене да ми одмогнеш. Значи јас тебе со сила не те терам ти да ми помогнеш. Што би значило конкретно помош кога веќе ја споменавте, реков во периодов и сега за вас, во најблиска иднина? Што значи таа помош? Покрај тоа што нели донации можеби сега ќе стигнат и еве ќе организираме ние акција со која ќе ви се помогне, како што споменавте Лила, и останатите ве помагаат, донираат, носат и така уште натаму. ден денеска не можам да преречам. Така, но од донации рековме веќе дека не се живе, пак ќе речем, кои се вашите можеби размислувања дека што е она што првично вам ви треба за да некако ви се олесни животот на вас и вашите деца? Јас кажав и вработувањето, вработувањето е на прво. Значи вработувањето ми е. Ја мислам дека ако работам, мислам дека све моите деца дека ќе постигнат и нема да бидат толку депресивни, толку викам тажни. Значи има да биде подруг животот, има да им искочи. Лиљана, ви благодарам за вечерашното гостување. Фала. Ќе бидеме гости во вашиот дом. Нема проблем. И се надевам дека ќе бидеме од помош кога во прашање ќе речам олеснувањето на некој начин на вашиот живот, на вашето семејство, на подолги стази, не само како што споменавме неколку пати вечерва, живот од донација. Значи ја стварно многу ќе им бидам благодарна на сите на сите гледачи, на сите што ќе ме гледаат или што ќе ме слушаат. Значи стварно ќе им бидам благодарна ако можат нешто да помогнат. Ви благодарам за вечерашното гостување. Фала многу. Пријатно. Благодарам што дојдовте. Продолжуваме со вечерашната емисија, која сигурно сум дека нема да ве остави рамнодушни. И вториот дел од разговорот токму со луѓето кои можеби немаат многу топлина и љубов во нивното семејство. Ќе ја поканам Славица Костадиновска со 2 од 7 дечиња во семејството. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Здраво и за тебе и здраво и за тебе, прекрасен. Повелете, седнете. Седни таму. Ето. Еден кај мама, еден на столче, како голем. Да. Добро ни дојдовте, Славица. Фала. Споменавме во првиот дел за акцијата која еве беше поттикната од едно многу големо срце, а мало дете, а вие имате дома на број 7. Да. Убава бројка, морам да признам, но тежок и мачен живот сепак. Ги имате овие прекрасни деца и се борите секојдневно за екзистенција и тоа она најосновната што се вели. Да. И сваќате колку на крајот на криштата ви е сурово секојдневието и животот. Како се најдовте пред се во ваква ситуација, ако може така да се каже? Па, Иван јас пред некој ден еднашка закасни за Иван, а Стефан го се имал. Иван и стоеше. Стефан на Стефанија. Стоеше и ми кажа, јас сум на Стефанија и вака. А тоа за акцијата. Сега да прашам како се доведовте можеби во животот или како ве доведе животот во
ваква безизлезна, условно речено, во моментов ситуација? Овие вака 7 Што немате не за дечињата, што евентуално не сте се нашли, односно не можеби општеството или едноставно не се нашло како да може поедноставно да функционирате со 7 деца? Се обидовте да најдете работа во животот? Па се обидов, ама Тешко одеше. тешко. Вашиот Јас, сопруг знам дека се обидува работејќи хонорарно на Да, две да. работни места, да успее Да. колку толку да го прехрани семејството. Да. Дечињата, одлуката да си доаѓаат, ви беше, иако имавте потешкоти во Да. животот со екзистенција, без задршка да ги имате толку на број? Па и јас кога останав веќе бремена, не сакав да го... Не сакате да абортирате ниту едно од нив. Да, и така да... На која возраст се децата, Славица? Најголемиот ми има 14 години, А најмалото? а најмалото има 10 месеци. Каква мешавина се по број? Епа, Кристијан Марина, Колку машки се, колку женски? па 5 машки се и 2 женски се. Да се здрави и живи сите. Ова е Иван, кој Иван- учи со Стефанија, така беше во друго оделение. Во друго оделение Иван учи малце, Иван по со растот некако. Имате мака, можеби? Да, имаме мака, ама он сепак Иван, прекини. Он Само си комуницира со пријателите овде што сакаат да го фотографираат. Супер си е, Иван, оставете го. не, Спонтанен. Иван некош не на моменти некош стварно. Преслободен е. Преслободен е. Некош, ама некош Кажете ми, какво е чувството од страна на родител, еве кога видовте пред се едно толку младо, мало девојченце кој е на возраст на вашето дете, се обидува на овој начин да му помогне и го отвара своето срце, едноставно и вратите и на својот, што се вели, дом, и ангажира толку луѓе околу себе за да ви помогнат. Како се чувствувавте во тие моменти? Кој ви дојде прво да ви ја раскаже ситуацијата, односно за помошта дека сака? Стефанија, рековте пред малку беше таа? да Стефанија беше, па после Се запознавте со родителите? со таткото на Стефанија. Татко и на Стефанија се запознавме. Славица, од донации тежок е животот. Донации тежок е. Вака не можеш ти секојдневно да треба да го имаш, а не да од донации да Да се чекаш живее. донација да ти дадат. Ако не ти дадат, во што ќе живееш? Вие се грижите за децата? Да, јас се грижам за децата, повеќето Се во училиште? Сега на училиште вака едното ми има Кристијан и Теа, Иван и Теа, уствари, се они трето и прво. Од што јас идам, се враќам. Ги земате, ги Некош носите? ретко, поредко е керка ми да го земе, од што она седат они покасно до 6 и нешто. Немате ли некој пошироко семејство кое може би сакало на некаков начин да ви помогне? Го имате тоа како помош или тоа го немате? А, Роднини некој може би слично кој што еве би рекле ќе ви помогнеме? Не, оставени сте со сопругот сами на себе. да. Каде си го гледате спасот? Гледате ли излез од оваа ситуација и каде би Не, било тоа? чекаме негде да најде некоја стална работа, за да има и он дека има 9 години, 9,5 години има работен стаж. Вашиот сопруг, но Да. хонорарно работејќи Да. по предпријатие, за да пак ќе речемве Да, за да екзистирате. Вие би исто би сакале да работите, претпоставам многу кога е тоа возможно. да. Славица, некаде пред крајот на нашиот разговор, што се вели, еве, она што би сакала да ве прашам е што од она најмала желба си посакувате и сакате да ви се исполни од родителски аспект за вашето прекрасно и бројно, би рекла, семејство. Да. Имаат поубав дом. Отидете си отидена. Има поубав дом, за да можат да имаат секој едно детенце да си има своја соба, да си има кај да живее, да се селија не во едно место. И што се вели да не му ја мислите барем Да. за она што е најосновно за екзистенција, храната. Да. Ја се надевам дека вечерашниот муабет ќе стигне во нашиот разговор на вистинското место, оно што е во наша моќ ние ќе се обидеме да го направиме како би помогнале да ви се разреши повторно, ќе речем подолгорочно гледано вашата ситуација. Донациите се едно, но друго е секојдневието со кое вие практично сурово се соочувате. Да. Прекрасни се овие две барем лица што ги гледам овде. Да. Бидете горди на нив и на бројката 7 која имате. Во животот
ќе ја видите светлата точка, во тоа сум повеќе од сигурна. Ви благодарам за вечерашното гостување, а повторно ќе речам. Мислам дека ова беше една од најемотивните емисии, барем јас кој сум ги направила во рамките на емисијата Тунел. Заеднички ќе помогнеме секогаш онаму каде што треба да светлата точка сите имаат подеднакво право ја видат во својот живот на крајот од секој тунел во кој може секој од нас да се најде. Не заборавете.